Буквата Ј. Куќата на градоначалникот Јосиф Михајловиќ Јурковски. Оваа куќа е изградена во 1939 година, некаде кон крајот на 60-тите години. Особено беше популарно излегувањето на младите скопјани, позната како ресторан Македонска куќа под Калето. Така Македонска куќа не само што била палата за градоначалникот, туку тој самиот ја градел за себе, бидејќи бил архитект и градител на други објекти во Скопје. Како градоначалник бил особено неконвенционален. Постојано шетал низ градот, а се дружил и со уметниците. Познати се неговото другарување и соработка со големите сликари Никола Мартиновски и Лазар Личеновски. Малку е познато дека Личеновски насликал и негов уметнички портрет. Интересно е дека својата сопствена куќа ја користел како приемна резиденција на градоначалникот, бидејќи просторот бил соодветен за таа намена. Во неа било инсталирано првото парно грејење во градот. Таа изградена од клепан мијачки камен во рустикален стил, од прочуени мијачки мајстори. Интериерот бил најмодерен за тоа време, со вкомпонирана голема фреска мурал со мијачки мотиви од сликарот Лазар Личеновски. Фреската била со височина од 1 метар и со широчина од околу 2 метри. На неа бил прикажан мотив од мијачкиот крај, како Ѓурчин Кокале од Лазарополе фрла камен. За жал, фреската исчезната и денес не постои во палатата. Плакарите биле вградени во зидовите. Уметнички изведени метални елементи во куќата биле изработени во познатата браварска работилница на Андон Ручигај, таткото на нашата позната поетеса Даница Ручигај. Долги години се користи како угостителски објект, а во неа во еден период живеа познати политичари од времето на социјализмот. Потоа таа промени повеќе сопственици, бидејќи од наследниците своевремено таа е оттуѓена и продадена. Денес раскошната куќа служи како амбасадорска резиденција. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.